Положување на свежо цвеќе на споменикот на паднатите борци во Народно-ослободителната војна од страна на делегација од општина Берово, на представници на политичките партии и Сдруженијето на пензионери, како и со свечена седница на Советот на општината во просториите на бизнис инкубаторот беше одбележан 23 август, патронот на градот, ден кој ја символизира слободата на Берово, денот кога е ослободен нашиот град. Честитки по повод денот на градот упатија градоначалникот Драги Нажински и председателот на Советот на општина Берово Јован Матеничарски, каде присутните гости имаа можност да проследат краткометражен филм за успешно реализираните проекти на локалната самоуправа за оваа година. Со одлука од поранешните раководства на локалните самоуправи, тоест на собранието на општина Берово, 23 август е прогласен за ден на ослободување на градот Берово од тогашниот окупатор кој во спрега со фашистичка Германија, тогаш Берово беше окупирано, и сметам дека тој ден од 1945 година па до ден денес традиционално се прославува, се одбележува денот на ослободувањето на градот, и мислам дека тоа е добро, зашто секогаш треба добро да го знаеме минатото, за да не залутаме некогаш во иднината. На сите граѓани на општина Берово и на градот Берово да им го честитам празникот 23 август и да им посакам први на сите нивна лична и семејна среќа, а потоа се разбира успешен развој на нашата општина и на градот. Години уназад се слави денот на ослободувањето на 23 август на граѓаните од општина Берово. Еве користам прилика да им честитам на сите празникот, ослободувањето на Берово, и никогаш повеќе да не се повтори едно вакво сценарио преку кој треба да се ослободуваме како граѓани од некои други. Благодарност за сите институции кои покажаа да се одржи свечената седница на Советот на општина Берово, како што и секогаш се одржува, и оваа година се одржа во постојен број. И ние како мнозинство во Советот секогаш сме дале поддршка за проекти кои се важни за општината и за граѓаните на општина Берово. И во тоа смисло е заедно и буџетот на општина Берово, значи секогаш сме го изгласали и буџетот заедно со програмите кои се склоп на буџетот и со кои заедно се изградени сите инфраструктурни објекти во општината. Значи немаме намера да ја кочиме општината со тоа што ние имаме мнозинство во Советот, а градоначалникот е во мораториум. Секогаш порачуваме на граѓаните дека ќе бидеме конструктивни и сме за нив на таа функција. На свечената седница исто така беа доделени и благодарници на поединци кои придонеле и ја афирмирале општината во најразлични полиња, додека 23 август беше одбележан и со свечено пуштање во употреба на неколку асфалтирани улици, каде делегација на општината имаше средба со граѓаните токму од новонаправените улици. Овој ден е врежен длабоко во историјата на беровчани, кој ќе остане за секогаш запаметен како символ на борбата за слобода на нашите предци и продолжување на борбата на сегашните генерации за модерно и просперитетно Берово.